Моравме да ги објавиме акциите на акционерското друштво Славија на македонска берза без оглед на судскиот процес. Отиако фирмата објавеше стечај, а е во сопственост на државата, ударот ќе беше врз буџетот. Вака директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фато Насани се правдаше зошто истрчаа со продажба на Славија под чудни околности. Денеска ќе почнеше да истекува 3-дневниот рок за аукција доколку судот не изречеше времена мерка за стопирање на продажбата, на барање на поранешниот сопственик на акциите Кирил Кочевски. Асани е категоричен дека не паднале на притисокот на опозицијата. Дојде време кога мора да се продадат акциите. Агенцијата има обврска согласно правилникот да продава акции, бидејќи ако една фирма чиј имот е конфискуван објави стечај, тоа ќе биде на штета на буџетот на државата. Номиналната вредност на акциите е 51 евро. Опозицијата реагираше за наводен скандал кој го подготвува власта, со цел имотот на Славија, кој според нив вредел 20 милиони евра, да го продаде за 200.000 евра. Асани се повикува на правилникот на агенцијата. Според правилникот објавен во службен весник во 2013 година, кој важи и денес, доколку во период од 12 месеци пред денот на објавување на продажбата на акциите немало тргување на берзата, почетната цена се утврдува од нормалната вредност на акциите. Доколку по првите 5 дена акциите останат непродадени, цената се намалува за 25%. Од ВМРО ДПМН и денеска обвинија. Власта имала намера да ја продаде Славија по нереално ниска цена. Реалната проценка на имот во таков случај ќе направи и реална проценка на вредноста на акциите на Славија, која што ќе биде и многукратно поголема, односно повеќе од 200.000 евра, колку што беше дадена цената за целокупниот имот на Славија. Славија во моментов има долг кон 72 доверители, повеќе од 2 милиони евра. Сепак од агенцијата не откриваат колку изнесуваат каматите, кои веројатно 10-кратно би го надминале самиот долг. Обвинија дека во период од 2014 до 2016 година се продадени 32 објекти, а трошоците кон доверителите и поранешните вработени се уште не биле подмирени во целост.